Ве поздравувам на почетокот на новото магазинско издание на 360 степени. Да ги видиме темите на кои се фокусираме вечерва. По двете стории на 360 степени за масовното незаконско легализирање стамбени згради во Чаир, обвинителството отвора предмет по допрен глас. НМК наместо МК на сите знаци по главниот коридор во соседната земја, која етничките македонци ја сметаат за најпријателска. Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија веднаш по дипломатски пат реагираше до Министерството за надворешни работи на Република Србија за погрешната употреба на меѓународниот код. Средношколци од Кочани, први европратеници од Македонија во Страсбур. First, we'd like to thank you for making this possible for us to be here. Нивниот ментор, најупатен како функционира ЕУ меѓу колегите од 22 земји членки и 2 кандидатки. За двете габаритни дивоградби на пластичарска. Треба ли да се сомневаме дека сте координирани со градежниот инспекторат, барем да се одолговлекува случајот додека не се умориме? Тоа е многу лесно проверливо. Процесот на пристапување на земјава во Европската Унија втора деценија е обременет со многу проблеми, поради што и опаѓа ентузијазмот кај дел од граѓаните. Вечерва донесуваме сторија на оваа тема, но од сосема друг ентузијастички агол, зашто главната вина во наводници ја има младиот и амбициозен професор во средното училиште Љупчо Сантов во Кочани, Александар Михајлов. Воден од вербата дека Македонија припаѓа во ЕУ и дека може да стане членка до 2030, тој се избори група негови ученици да бидат првите европратеници од земјава, макар на еден ден. За што станува збор? Повеќе од Зоран Јовановски и неговата сторија од Кочани и од Страсбур. Кога Македонија би станала членка на Европската Унија, би имала 6 пратеници во Европскиот парламент. Пред било кој политичар од земјава да го доживее тој сон, шанса за тоа добија група средношколци од Кочани. And it is my honor for today to welcome for the first time the Republic of Northern Macedonia and Bosnia-Herzegovina. Students here in the hemicycle, please get up, stand up. Special welcome to you. Yes, first time you are with us. We are so happy. Еве како. Средноопштинско училиште Љупчо Сантов Кочани. Група од 22 средношколци од различни насоки и возрасти, внимателно селектирани од професорот Александар Михајлов, се подготвуваат за учество на годинешната Евроскола, програма на Европскиот парламент во Страсбур, која на средношколци од земјите членки на Унијата им овозможува на еден ден да бидат во чевлите на европратениците. Евроскола и Европскиот парламент во последен момент направија промена на правилата, односно овозможија учество и на земји кои што не се членки на Европската Унија, туку се кандидати као Република Северна Македонија. Се работи за симулација на работата на европратениците. Учениците добиваат неколку теми за кои парламентот веќе дебатирал или дебатата е во тек, како на пример енергетската криза. Потоа добиваат задача да бидат за, против или воздржани, иако тоа може да е спротивно на нивните лични ставови. Целта е да ги почувствуваат сите предности и недостатоци на одреден став. Професорот точно не упатува како на кој начин да размислуваме, ни дава материјали од кои што би можеле да учиме, на кој начин тоа да го искажеме, тој правен аспект во однос на темите и нешто повеќе во однос на нашите средношколски мислења кои што веќе ги имаме оформено, меѓутоа тој сам ни кажува малку повеќе како можеме тоа да го надополниме. Ова може да ни помогне да покажеме што мислат младите во Македонија, како мислат младите во Македонија, што мислат они, што се нивните идеи, и мислам дека ова е баш тој момент каде што можеме да го покажеме нашето знаење и нашето мислење, може да го представиме пред Европскиот парламент и пред многу други држави. Ова е и една голема задача која имаме ние како ученици, затоа што треба да влеземе во кожата на европскиот пратеник и како ние би го бранеле нашиот став и би ја бранеле нашата држава. Ние се уште сепак не сме земја членка на Европската Унија, но кога еден ден би биле, како би изгледало тоа да ја застапуваме нашата држава таму во Страсбург. Дали во иднина имаш амбиција или се гледаш како европратеничка? Па зошто да не? Тоа секогаш би било многу добро искуство.
Според професорот Михајлов, овие млади луѓе имаат капацитет да покажат дека се подготвени земјава да ја внесат во Европската Унија. Нивниот успех и нивното соодветно представување на аргументи и на ставови се надевам ќе даде до знаење на самите одлучувачи, центри на моќ на одлучување во Европската Унија, дека овде постојат квалитетни млади генерации кои што со сигурност ќе ги донесат тие идни реформи, а се во насока да станеме што е можно поскоро членки на Европската Унија. Страсбур, француски град на границата со Германија, се смета за еден од главните градови на обединета Европа. Првата дестинација за младите европратеници беше постојаната мисија на земјава во Советот на Европа. Таму ги пречека македонската амбасадорка Светлана Гелева, која ги запозна со начинот и целта на функционирањето на оваа европска институција и зошто е важна од аспект на европските интеграции на Северна Македонија. Советот на Европа е исклучително важен како прв чекор за пристапување во Европската Унија. Значи, стандардите што ги утврдува Советот на Европа и на кои ние стануваме, од кои ние стануваме дел и треба да ги почитуваме, се многу важни при оценка на нашите перформанси во однос на одредени прашања во сферата на демократијата, човекови права и владење на правото за Европската Унија. Пред клучниот настан, групата имаше можност да ужива во една од најголемите туристички атракции во Страсбур. Пловење по каналите со кои е опкружен Гран де Ил или големиот остров на Страсбур, на кој има многу фасцинантни историски градби. Пловејќи стигнавме и до објектите на Европскиот парламент, една од главните институции на Европската Унија. Следниот ден, младите европратеници тука ги очекуваше спротивставување на аргументите за важни европски теми. Македонското знаме не е на јарболите, но сепак се развиори пред Европскиот парламент. Средношколци од вкупно 24 земји за кратко ги исполнија ходниците на Европската институција. Северна Македонија и Босна и Херцеговина се единствените земји што учествуваа на годинешната Евроскола, а не се членки на Европската Унија. Средношколците од двете земји, овде во Европскиот парламент, имаа можност на еден ден да бидат европратеници, заедно со стотици нивни врсници од земјите членки. Поточно, во 705 столчиња наменети за толку европратеници, седнаа вкупно 676 средношколци кои ја симулираа нивната позиција. Mi vjerujemo da ovo utječe na budućnost Europske unije. Nekada ćemo imati vjerovatno i Sjevernu Makedoniju kao dio Europske unije, ali moramo početi obrazovati ljude i to što prije. На почетокот видео обраќање имаше председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола. The future of Europe depends also on you. Thank you. Следуваше сесија со прашања и одговори на заменик председателката Никола Бер, во која најактивни беа токму младите европарламентарци од Македонија. Hello, my name is Lina and I come from North Macedonia. First, we'd like to thank you for making this possible for us to be here. And next, my question for you, Madam Vice President, is do you believe that the European elections are a good opportunity for the youth to shape Europe's future? Yes, a very decisive yes. Многу убаво организирана самата активност и многу добар проект кој им се овозможува на младите да учествуваат во него, затоа што ние мислиме дека знаеме како се донесуваат законите, како работат политичарите, а всушност кога ќе треба да се ставиме во чевлите на еден политичар е малку поразлично. Потоа, прашање и одговори со експертката за енергетска и климатска политика Алейда Хернандес Лавиадес. Dear Madam, my question is, how does the European Union plan to balance industrial growth with environmental sustainability and climate goals? Thank you. Very interesting question. Thank you for that. That's exactly what we're trying to do. Што најмногу ќе паметат учениците од овој настан?
Па дефинитивно мислам дека можеби јавниот говор, говорот кој што имавме можност самите да го искажеме нашето мислење, да поставиме некои прашања и јавниот говор, целата таа еуфорија која што нели самата дискусија можеби за тие теми која што имавме, гласањето исто така, можноста да гласаме, која што нели имавме чувство како пратеници. Попладнето се одржа дебата со симулација на работата на европратениците со фокус на темата климатски промени. Потоа, интерактивна работилница и дебата на која се зборуваше за родовата еднаквост. It is seen as normal that a woman has to do more, but it isn't seen as good as if a man would do it. We could improve gender equality by just changing or stopping some ideas that are still set and deeply rooted in people's mindsets, especially when it comes to older generations. Учениците велат дека настанот има од голема полза за личниот развој. Дефинитивно би рекол подобри комуникацијски вештини. Дефинитивно затоа што кога бевме поделени секој во своја партија, дефинитивно мораше да се запознаваме и со други ученици од други држави и мислам дека тоа многу ми придонесе за моите комуникацијски вештини. Професорот Михајлов смета дека Евроскола придонесе учениците да ги сватат придобивките од членство во Европската Унија. Мислам дека ова ќе придонесе за продолбочување на интересот на нашите граѓани, меѓу кои младите како што се наши средношколци, да го сватат интересот дека Македонија е потребна да стане членка на Европската Унија и мислам дека овие идни генерации ќе добијат квалитет и компетенции да работат во прилог на образување на тој процес. Се со цел Македонија на вистина да го фати рокот од 2030 година да стане членка на Европска Унија. Додека траја сесиите за учениците, професорите учествуваа во квиз со прашања за функционирањето на Европската Унија. Тимот на професорот Михајлов беше најдобар, а тој и неговите две колешки од Словенија и Грција беа наградени со медал на Европскиот парламент. Чувството беше прекрасно, затоа што е неочекувано. Концептот дека ќе добиете награда, затоа што сепак овој настан е ориентиран кон учениците. А на некој чуден начин, сатисфакција круна на сето работење и истражување овие неколку месеца за и околу проектот, така што лична сатисфакција за наставникот кој што е прегорд на неговите ученици, а и самиот си доби успомен за и добро сеќавање од целиот настан. Ова беше одличен крај на посетата на Европскиот парламент во Страсбург, која младите европратеници ќе ја памтат цел живот. А зошто на некој од нив ова да не му стане и професија еден ден? НМК наместо МК на сите знаци по главниот коридор во соседната земја, која етничките македонци ја сметаат за најпријателска. Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија веднаш по дипломатски пат реагираше до Министерството за надворешни работи на Република Србија за погрешната употреба на меѓународниот код. За двете габаритни дивоградби на Пластичарска. Треба ли да се сомневаме дека сте координирани со градежниот инспекторат, барем да се одблаговлекува случајот додека не се умориме? Тоа е многу лесно проверливо. И на крајот за репертоарот да биде надополнет и со малку подруг речник од оној на кој најмногу му се радуваме. Чакам те да дојдеш, чакам те со бујна страст. Споменот во мене никогаш не ще се угасне. Сега си обезбеди едно 30 секунди у саботажа. Саботажа. Од Страсбург се враќаме на нашата реалност. По двете стории за масовната незаконска легализација на стамбени згради во општина Чаир, што ги објавивме во претходните емисии, основното јавно обвинителство Скопје одлучи да отвори предмет по допрен глас. Што значи тоа? Од Александар Димитриевски. Во општината Чаир, саркастично кажано, постои временска машина. Објавивме во изминатите изданија. Зошто? Затоа што не само што се градат дивоградби од голем габарит, туку увидовме дека дел од новоизградените објекти кои ги проверивме, во меѓувреме се и легализирани, што е потврда дека биле дивоградби. Но проблемот е во тоа што легализацијата на овие објекти не требало да биде можна. А легализацијата не била законски можна бидејќи првиот услов за еден објект да се легализира е да бил градежна и функционална целина пред 3 март 2011 година.
360 степени откри најмалку 20 легализирани и тоа само големи стамбени објекти, кои не биле ниту почнати да се градат на почетокот на 2011 година. Оваа огромна зграда на почетокот на булеварот Џон Кенеди е легализирана годинава, иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година. До 2017 година на терен нема трага од него. Земјиштето почнува да се расчистува во јуни 2017 година, а зградата е готова на крајот на 2021 или почетокот на 2022 година. Како е сето ова можно? Општината Чаир посредно ја префрли одговорноста на барателите на легализацијата. Во меѓувреме, јавното обвинителство реши да отвори предмет. Овие неколку кадри што ги објавивме и минатата недела се од улицата Втора македонска бригада во Чаир. На неа постојат неколку поголеми стамбени објекти, изградени неодамна. Ова пак се јавно достапните сателитски снимки на Google од јануари 2011 година од истата улица во Чаир, а и од една година подосна, април 2012. Ги нема зградите кои подосна ќе се легализираат како да биле таму на почетокот на 2011 и покрај тоа што се градени неколку години подоцна. Кога прашавме во општината како е можно да легализирале зграда која не постоела пред 3 март 2011 година, ни објаснија дека барателот е тој кој што докажува дека еден објект е изграден пред крајниот рок. Едниот начин да се докаже тоа е со поднесување на сметки за комунали или други документи, додека другиот начин е со поднесување на изјава, дадена под полна кривична и материјална одговорност. Со тоа, од општината индиректно се оправдаа дека тие не знаат и не проверуваат дали некој објект изграден пред крајниот рок 3 март 2011 година, кога ќе пристигне барање за легализација. Туку дека се водат од изјавите на барателите на легализација кои теоретски можеле да кажат дека објектот има од 2011 година или порано. А рокот за поднесување на барање за легализација повеќе пати беше продолжуван, последно до 31 декември 2018 година. Затоа отидовме во катастарот. По случаен избор побаравме 12 решенија за легализација на стамбени згради кои се изградени изминативе неколку години во општина Чаир, бидејќи во нив го пишува и датумот кога е поднесено едно барање. Откривме дека половина од 12 барања се поднесени на ист датум, 31 декември 2018 година, кој случајно или не е буквално последниот законски рок за поднесување барања за легализација. Случајно или не, геодетските елаборати на 10 од 12 решенија беа од иста фирма. Но, уште поважно, откривме дека некои барања за легализација се поднесени уште пред да бидат изградени зградите за кои се бара легализацијата, па дури и пред да почнат да се градат. Што ќе прави општина Чаир сега, откако недвосмислено се покажа дека легализирале дивоградби кои ниту постоеле на 3 март 2011 година, а дури ни на денот кога за нив е поднесено барање за легализација. И по една недела чекање, нова прашање, не добивме одговор од општината. Во меѓувреме за целиот случај, прашања поставивме до неколку други институции. Најконкретни беа од јавното обвинителство. На кратко, ОЈО Скопје реши да отвори предмет. На подолго, ова е нивниот интегрален одговор. Со оглед на тоа што во конкретниот случај во општина Чаир нема соодветен инспекцијски орган кој може да го испита настанот, основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет под опрен глас во кој ќе ги провери наводите изнесени во новинарските истражувања. Што е преземено и што ќе преземе обвинителството засега е информација надвор од јавниот домен. Но не е тајна што ќе преземат другите државни институции до кои се обративме. Засега ништо. Од Министерството за транспорт и врски не рекоа дека инспекцијска надлежност над градбите, а со тоа и дивоградбите, имаат општинските инспекции и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Согласно одредбите на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, Министерството за транспорт и врски нема надлежност да врши надзор врз изградбата, односно Министерството за транспорт и врски го пропишува начинот, постапката и условите за стекнување на правен статус на бесправно изградените објекти и врши надзор врз одредбите на Законот. Но токму една од одредбите на Законот за легализација предвидува обврска за општините да поднесат регистар на сите добиени барања за легализација, и тоа 15 дена по завршувањето на последниот рок за нивно поднесување, кој, за подсетување,
истече на 31 декември 2018 година. Од Министерството за транспорт одговорија дека ЧАИР последен пат поднел регистар во 2016 година, кад имало 2328 барања за легализација. Па, прашавме, дали е направена споредба меѓу тоа што го пријавила општината и тоа што стои во уписните книги на локалната власт. Ви информираме дека Министерството нема законска обврска да врши споредување на доставените регистри со поднесените барања во општината. Инспекцијскиот надзор ќе потенцираме е делегиран на овластениот општински инспектор и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Освен според Законот за постапување со бесправни објекти, постапките за легализација се водат и согласно Законот за општа управна постапка. Па затоа се обративме до Државниот управен инспекторат и од таму не одговорија дека не се надлежни да ги ценат изјавите на барателите на легализација. Овој орган нема надлежност да ја цени вистинитоста и содржината на доказите доставени од странките кои учествуваат во управната постапка, односно истите се предмет на постапување и докажување пред надлежни истражни и судски органи. Но, од управниот инспекторат додаваат дека постои механизам веќе донесените решенија да се преиспитаат. Според член 124 став 2 од Законот за општата управна постапка е уредено дека управниот акт може во секое време да се огласи за ништовен по службена должност или по предлог од странката, а во ставот 4 од истиот член е уредено дека управниот акт го огласува за ништовен органот што го донел или второстепениот орган, а ако нема второстепен орган, органот што со закон е овластен да врши надзор над работата на органот што го донел решението. И во овој момент, додека трае сторијава, и не само во ЧАИР, во земјава се креваат дивоградби. Логиката вели дека секој од инвеститорите се надева дека ќе му успее, вака или онака, на крај да го легализира објектот. Може би е нереално да се очекува дека нешто ќе се врати во првобитната состојба, но во моментов се чини дека обвинителството е единствената институција која може да ја лоцира одговорноста и да ја застане временската машина. Објекти изградени вчера да се легализираат како да се изградени пред 13 и повеќе години. Има развој во случајот со дивоградбите на Пластичарска кој го следиме подолг период, но не во насока на нивно рушење, туку на дополнително одолговлекување, можеби додека не се умориме и не престанеме да прашуваме кога ќе се примени законот. Управниот суд по тужба од општина Центар констатирал дека записниците на Државниот инспекторат за градежништво со кои беа констатирани пропусти во носењето на решенијата за уривање на дивоградбите од општината, а со кои де факто беа саботирани акциите за рушење, не се управни акти, па нема основа за водење управен спор. Што понатаму, прашавме во општина Центар. Славица Филиповска-Иванова. Вака изгледаја дивоградбите на Пластичарска во септември. А вака е деновиве. Додека едниот објект е во статус кво опозиција, на другиот работите напредуваат. Фирмата Муслим Шоп, од каде пред 2 месеца ни се представија како хираџии кои не знаеле дека се вселуваат во дивоградба, сега не само што не се иселени, туку уште позасилено се рекламираат, со лого и надпис со името на фирмата, уште повисоко на предната и на една од страничните фасади на градбата. За разлика од пред 2 месеца, сега објектот не свети, што доаѓа од како го отворивме прашањето како дивоградба добила приклучок на струја. На Пластичарска поминавме и денски. Објектот беше затворен, но приземјето е полно со производи. Од Муслим Шоп во септември кажаа дека не се сопственици на овој објект. Образложија дека се откажале од првичниот план за вселување, оти градбата не е легализирана, па не можеле да склучат договор за закуп. Но фирмата се чини нема намера да го напушти објектот. Па ги прашавме, што ги премисли и дали во меѓувреме склучиле договор со некого за изнајмување на просторот. Одговор не добивме. Подсетуваме, обстојувањето не само на оваа, туку и на другата дивоградба до неа е резултат на сплеткарење и одолговлекување од институциите. Општина Центар 2 пати организираше акции за рушење, но тие пропаѓаа. Првиот пат МВР не испрати асистенција поради презафатеност со дојавите за бомби во училиштата. Втор пат, во очи на акција за уривање,
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја одзема документацијата од општина Центар. Од Дигу рекоја дека добиле представка од граѓани, пошто констатирале пропусти во постапката за носење на решението за уривање и со записник ја задолжиле општина Центар да ја повтори целата процедура. Предметот заврши на управен суд. Општина Центар во јуни годинава со тужба до управниот суд ги спореше записниците на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, со кои де факто се саботираше акција за уривање на дивоградбите на Пластичарска. Но управниот суд со решение ја отфрли тужбата на Центар и појасни: записници не се управни акти, па оттаму и нема основа за управен спор. Судот наоѓа дека записниците не представуваат конечен поединечен управен акт, поради што, согласно цитираните законски одредби, судот наоѓа дека не се исполнети законските услови за водење на управен спор. Со решението на управниот суд, веќе се запознаени во општина Центар. Дури и тврдат дека им оди во прилог. Управниот суд вели дека записници не се управни акти, Токму така. оттаму нема основа да се води управен спор. Токму така и ние Зарем вашиот тим не знаеше дека записници не се управни акти? Знаеше, имавме И па зошто поднесовте тужба? неколку состаноци и затоа е поднесено и приговор и до Државниот инспекторат, а воедно и поднесовме тужба за да видиме како ќе се произнесе и судот. Судот го потврди тоа што и ние го тврдевме и заради тоа општина Центар уште на 19.6. има поднесено приговор до инспекторатот на записниците на военредниот инспекцијски надзор. Дополнително, ние до ден денеска немаме одговор од страна на Државниот инспекторат на поднесениот приговор. И што понатаму сега? Дали, например, сега може да рушите на Пластичарска? Ние во моментот чекаме покрај решението што е донесено од страна на судот, чекаме од страна на Државниот инспекторат и тоа сакам да апелирам дека заради поефикасно, економично, соодветно и правично решавање на ова прашање, Државниот инспекторат на урбанизам и градежништво треба што поскоро да се произнесе по поднесените преговори од страна на општината. 360 степени имаше увид во приговорот на Центар до Дигу. Од инспекторатот не одговорија на нашите прашања дали и кога ќе се произнесат по приговорот и како ги коментираат обвинувањата на општината дека пробиле акција за уривање. Господин Герасимовски, ова е одолговлекување. Дали имате вие притисоци да не се уриваат овие градбили и да се одолговлекува случајот? Не, немаме никакви притисоци од самиот почеток. Како општина, нашите инспекцијски служби навремено соодветно искочија и постапија законски. Треба ли да се сомневаме дека сте координирани со градежниот инспекторат, барем да се одолговлекува случајот додека не се умориме? Тоа е многу лесно проверливо. Значи, ние имавме една средба по моје барање во Министерството за транспорт, за да најдеме решение на проблемот и на лавиринтот кој што се прави за неспроведување. Ние како општина, доколку не сме сакале да го спроведеме, немаше јас како градоначалник да ги подпишам оние две решенија за рушење. Немаше да спроведеме набавка за избор на фирма која што би го рушила објектот. И што сега? Сега чекаме произнесување од страна на Дигу на повторно поднесените преговори, значи, за да знаеме што да постапиме и како да постапиме како општина и како инспекцијски служби. Хипотетички, ако никогаш не ви вратат одговор? Па ние ќе направиме притисок да добиеме што побрзо одговор. Значи додека не се произнесе Дигу, нема да рушите на Сега за сега да. на терен. Што значи може ова да потрае додека ви заврши мандатот? Па не верувам дека толку долго би траело. А каков притисок вие би можеле да направите за да се убрза постапката од нивна страна? Ние можеме малци политички да поразговараме во тој дел и да побараме помош. Например? Дополнително, како што кажав, да доставиме уште еднашка и приговорот и судското решение до Дигу и да побараме побрзо решавање на проблемот. Верувате дека ова е механизам кој ќе ви помогне? Па, може би треба, како што напоменав, малку и да се поразговара и на повисоко ниво. Иако и претходно разговараме. Очигледно неуспешно. Па ние постапуваме прво со закон, што мораме да постапуваме. Политичкиот дел е политички, но законот е закон кој што мора сите да го почитуваме. Случајот одамна е стигнат до ушите на премиерот, кој неколку пати застана за одлуките на локалната власт во Центар. Другите институции кои што треба да го санкционираат исто така треба да бидат на ниво на задачата. Затоа што доста беа попусти 30 години во оваа држава
некој да се чувствува државата да му е мајка, а на некого да му е маќеа. Обвинителството одамна расчисти дека во случајот сторено е кривично дело, бесправно градење. Сега оттаму велат дека има сознанија и за можни сторители на кривичното дело и дека продолжуваат да преземаат действија. И 360 степени ќе продолжи да го следи развојот на настаните. Грешки и несоодветни толкувања во примената на одредбите од Преспанскиот договор со кој се реши прашањето за името на земјава бе очекувана работа. И на тоа сме сведочеле во изминатиот период. Но ако за некои подалечни земји и нивни представници може и да се најде разбирање кога тоа ќе се случи, во најмала рака чудни се грешките што доаѓаат од непосредни соседи. И тоа не од оние најзаинтересираните за темата, туку од оние за кои огромно мнозинство од етничките македонци велат дека се најпријателски настроени кон нас. Еве зашто станува збор. Владко Чаловски. Поминати се повеќе од 5 години од 17 јуни 2018 година кога во селото Нивици, Скопје и Атина го потпишаа Преспанскиот договор. Преговорите за името се водеа со меѓународно посредништво, но на крај двете страни стигнаа до решение во интензивна директна комуникација на владите на Заев и Ципрас. Спогодбата имаше и се уште има противници од двете страни на границата, а двете земји и натаму имаат неимплементирани одредби. Но, попатно, намерно или ненамерно, се појавуваат и примери на погрешно спроведување на некои одредби од договорот од Преспа. Во Северна Македонија воочливи се повеќе возила со регистарски таблички на кои наместо доскорашниот код МК сега стои кратенката НМК. 12 февруари 2024 година е крајниот рок за да се направи измената согласно Преспанскиот договор. Одредбите од договорот не се занимаваат со прашањето дали треба да се стават целосно нови регистарски таблички или само налепница со НМК врз МК. Но јасно е дека НМК, што е кратенка од Норт Маседонија, односно Северна Македонија на англиски јазик, е предвидена само за регистарските таблички. Тоа јасно е наведено во договорот од Преспа. Кодот за земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК. За сите други намени, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација. Но додека НМК допрва станува реалност на регистарските таблички на возилата во земјава, во една соседна држава кратенката веќе известно време е стандард. Таа земја не е јужниот, туку северниот сосед. Според многу анкети, најпријателската држава за етничките македонци. Иако не е местото таму, кратенката НМК ја има на секаде по главниот патен коридор што ги поврзува Северна Македонија и Србија. Од Белград па се до граничниот премин со Македонија, на автопатот Е75 на патната сигнализација пишува Скопје со ознаката НМК. Станува збор за автопат со должина од близу 400 километри, на кој на десетина знаци стои кратенката НМК, која е предвидена само за возилата регистрирани во Северна Македонија, наместо МК, која треба да важи за намени како патна сигнализација. Како се случило погрешното читање на договорот од Преспа, но и кога тоа ќе биде исправено, прашавме во јавното предпријатие Патишта на Србија, Путеви Србије. За сега немаме одговор. Се обративме и до Македонското министерство за надворешни работи. Директорката на Директоратот за билатерални односи со државите од Југоисточна Европа, Јадранка Чушевска-Димов, вели дека веднаш по ратификацијата на договорот од Преспа испратили известување за промените до сите држави членки на Обединетите нации. До Србија, во меѓувреме, испратени и дополнителни дописи. По добиените сознанија за несоодветна употреба на меѓународниот код на нашата држава,
конкретно врз вертикалната патна сигнализација на автопатот Е75 на релација Белград-Скопје, Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија веднаш по дипломатски пат реагираше до Министерството за надворешни работи на Република Србија за погрешната употреба на меѓународниот код. Оттаму добивме уверување дека станува збор за ненамерен пропуст на тамошните служби задолжени за поставување на патна сигнализација и воедно уверување дека истата ќе биде коригирана во најскоро време. Иако, како што објасниле од Белград, станува збор за ненамерен пропуст кој ќе се коригира во најскоро време, целата работа не останала само на една реакција. Ново подсетување имало минатата недела. Разговарале министрите за транспорт и врски на двете држави. На последната средба меѓу министрите за транспорт на двете држави, Бочварски и Весич, потврдено е дека станува збор за техничка грешка и дека за истата ќе се погрижат да биде коригирана. Веруваме дека соседна Србија, со која негуваме одлични билатерални односи, ќе постапи по нашето барање, односно ќе ја коригира вертикалната сигнализација и ќе го постави коректниот меѓународен код за Република Северна Македонија, МК, односно МКД, и тоа час поскоро. До сега најчестата грешка што ја прават институциите на трети земји, нивните лидери или медиуми, е употребата на изведенките северномакедонци или северномакедонски. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Франција Емануел Макрон се дел од светските лидери кои употребија таков термин, но и веднаш потоа се извинија за ненамерната грешка. Во домашните медиуми нема написи за вакви или слични грешки од српски политичари, но северномакедонски не е реткост во медиумските извештаи во Србија, што може да се подведе во категоријата ненамерни грешки. Сепак, немаше ништо случајно во употребата на терминот кога само неколку месеци по подпишувањето на Преспанскиот договор, тогашниот српски патријарх Иринеј му пиша на вселенскиот патријарх Вартоломеј зошто не треба да се признае автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во писмото, кој интегрално беше објавено во Грција, за македонскиот јазик се говореше како за ново измислен, заедно со црногорскиот и босанскиот. За српскиот патријарх измислен беше и народот македонци, или како што пишува во писмото, неиспилени северномакедонци. Во меѓувреме, дојде нов патријарх во Србија кој ја смени плочата, барем на јавна сцена. И на крајот за репертоарот да биде надополнети со малку подруг речник од оној на кој најмногу му се радуваме. Чакам те да дојдеш, чакам те с бујна страст. Споменот во мене никогаш не ще се угасне. Сега си обезбеди едно 30 Имам против секунди у саботажа. Шо треба? Саботажа. Во рубриката Микрофонот е ваш продолжуваме да го тестираме искуството и ставовите на граѓаните на тема корупција поврзана со достапноста и квалитетот на услугите што ги добиваат во јавните институции. Овој пат нашиот микрофон го поставивме пред седиштето на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Скопје. Многу брзо, веднаш ме премија на шалтер, немаше гужва. Поднесе документи за пензиско и инвалидско. Па, релативно за кратко време и услугите беа коректни и фер. Експресно. Сосема брзо. Зависи за што. Например, за вадење стаж за 2 секунди. Само што кога се дава документи за пензија, тоа трае и трае. Долго и широко. Година и по еве баш сега. Година и по и нешто друго. Не. Зато ми стои толку предмет. Зато што немам врски што си доаѓам овака као граѓанин. Не верувам. Особено ако е нека покомплицирана работа. Сега зависи зашто за пијом лесно се завршува работа, да. Без врски вади. Многу лесно. Лесно завршив без да фатам врски. Верувам, прошлиот пат имаше повеќе гужва, сега некако
растеретено е. Јас ги фатив. Јас ги фатив. Ја пријателска услуга бара. Не верувам во тоа. Само пријателско. Ако некој сакаш побрзо да завршиш, имаш некој пријател, тако тоа е окей. До сега не сум имала таква прилика. Па не верувам дека се подмачка врска да се фати слушно за побрзо да излезе пензијата. Што значи да се подмачка? Па претпоставам дека и треба, не може без насува не може. Веројатно да се подмачка. Зашто е целото општество корумпирано. Никогаш не ми побарале. Не. Не ми побарам. Не, до сега не. Не ми било барано, пошто не сум имал потреба. До сега не, никој ништо не е побрано. Не, тој не може да каже дека никој не ми е барал. Мито и... А да ми побараат, па не знам како би реагира. Не оправдувам. Не оправдувам. Не оправдувам. Тоа е се бесплатно, не би требало. Ако ми е близо вработениот, може да го почестил ко пријател на еден ручек, значи, иначе онака, не. Парични не, а може би ги почастил со нешто, со некој пијалак, со некој бомбонјера, би ги почастил, да, инаку парични не. Не, они се за тоа платени. Они примаат плата за тоа, нели? Каков надомест? Не гледам зашто. Во продолжение ги најавувам Сречко Поповски и новото издание на рубриката Саботажа. Речиси 2 години откако стана јасно дека тој е избраниот кој ќе биде устоличен. Актуелниот премиер почнува да сваќа на каква задача се нафатил. Соочен со ситуацијата во која се наоѓа, изгледа во неможност да го фати маја од тој што седи до него. Не му преостанува ништо, освен да и се препушти на стихијата. Коалицијскиот партнер не тагува за некои големи љубови, ма е прилично носталгичен за времињата кога задоен од Карл Маркс и Владимир Илич Ленин. Очите и душата му играа во ехоритамот, а од устата како мед течеа стиховите за пофалба на најголемиот комунистички диктатор. Патриотски се и настапите на опозицијскиот лидер, иако по негово тврдење, тоа е и став на неговите најблиски соработници. Меѓународните договори не може да не се почитуваат. Па се додека може, една од химните на сиот глас се пее без географска одредница. За тебе живот даваме, о Македонијо. Следниве ноти се како погодена нарачка за претходникот од и тој кој што на вистина во Будимпешта стана седокос. Може искрено да си жали што недоволно си го познавал својот пријател, кому му помогнал да седне во фотелјата. У својој младости и јас сам лудо волео, љуба ме е опила, стари друже мој, и зато ја осеќам све твоје боли, иако те не знам,
пријателю мој. Неговиот најголем опонент изгледа не е многу по пеењето, ама така добро си отсвире, што песната со многу мала модификација излегува дека е наменета за него, бидејќи и натаму сите во државата градат иднина за еден, најмногу уште 2-3 од истата фамилија. И на крајот за репертуарот да биде надополнети со малку подруг речник од оној на кој најмногу му се радуваме. Чакам те да дојдеш, чакам те с бујна страст. Споменот во мене никогаш не ще се угасне. Сега си обезбеди едно 30 Имам против секунди у саботажа. што треба? За жал, овој шлагер ќе не следи и во иднина. Без ни во уставот, може само да продолжиме да си свиркаме и да си играме. 2 напред, 3 назад. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 20:15 на МРТ1. Останете во добро здравје. Пријатно.